Изминува месецот со најмногу православни празници во годината. Дел од нив се празнуваа со кршење на погача и барање на паричката во неа. Не знам дали на господинот Макрадули годинава за Божич или за Василици му се падна паричката, но знам и гледам дека денес на Макрадули му се падна паричката и дека и денес наместо министерот за животна средина да ја превземе својата најсериозна улога по однос на нашето барање за информација за аерозагадувањето на амбиентниот воздух, излегува од говорницата Макрадули и не замолува да игнорираме кој ни се обраќа. Истиот Макрадули на 27 ноември 2018 на јавната расправа за аерозагадувањето излезе на говорницата во салата Борис Трајковски и кажа дека ВМРО ДПМН кревале паника. Тогаш го немаше актуелниот Садула Дураку, а денес го нема актуелниот Насер Нуредини да ни каже на кој јазик сака, докаде е со интензивното работење на откривањето на главните загадувачи на воздухот, докаде е со истражувањето на можноста за финансирање на нови начини за затоплување на домаќинствата и институциите, и докаде е со приоритетот број 1, како што изјави во јули минатата година, а тоа беше проблемот со нелегалниот отпад и депониите во Македонија. Јас, господине Макрадули, денес од Гостивар до Скопје патував цели 2 часа, а заради густата магла во Гостивар и во Тетово. Замислете, дојде време гостиварчани да доаѓаат во Скопје за да видат зрак сончева светлина. Иако во Скопје, кој што деновиве е најзагадениот град во Европа, сепак има зрак сонце денес, тогаш што се случува со Гостивар и со Тетово? Се крие ли нешто, господине Макрадули, што никој не смее да го дознае? Што е со отпадот? Да ве подсетам на вашите констатации во вашата предизборна програма, цитирам: Гостивар го плаќа данокот на несоодветно управување со отпадот. Завршен цитат. Депонијата во Русино уште собира отпад од 7 околни општини, а за каков отпад станува збор, мислам дека вие треба најдобро да знаете. И не случајно во Гостивар енормно расте бројот на заболени од рак на дишните патишта. Вие за Русино единствено нешто што направивте за време на вашиот мандат е што го испративте Милевски да промовира 2-километарско асфалтирање на дел од патот кој води до Русино. За останатите 2,5 километри ќе следува нова промоција и сечење на ленти. За крај, господине Макрадули, ќе ве послушам и ќе ви се обратам емотивно. Дали вие, како родител, се грижите за вашето дете? Сигурна сум дека да. Затоа што не ми изгледате како човек на кој му се побитни парите, отколку, ако не идентитетот, како на еден ваш колега, барем здравието на собственото дете. И затоа нема да ве обвинам, затоа што сте сега вие власт, а кога бевте опозицијата ја обвинувавте власта, туку само ќе ве прашам дали тоа беше во ред. Благодарам. Дали сега како власт нешто направивте конкретно. Благодарам.